Во својата битка против Русија, украинците го користат Ми-8, хеликоптер со средна двојна турбина, опремен со ненаведувани ракети. Повеќенаменските Ми-8 можат да превезуваат и товар и да се борат со пожари, објаснува командантот на хеликоптерската екипа Евген. Има 3 компоненти за успешна задача: да ги погоди целите, да се врати жив и да го врати хеликоптерот неоштетен назад во базата. Координатите на секоја цел ги поставува искусен воздушен ловец, објаснува друг командант на хеликоптерската екипа Максим. Армиската авиација директно соработува со пешадиските единици. Пред полетувањето ги добиваме целните координати и прецизно се подготвуваме за ефективна операција. Потоа работиме во услови на силно сузбивање на електронското војување, што значи дека има некои нијанси во текот на нашата работа. Пилотите само што се вратија од уште еден лет. Воздушниот ловец ќе ги објави резултатите подоцна. Доколку целта не е погодена, хеликоптерот ќе биде повторно натоварен и подготвен за уште еден лет. Во просек, еден екипаж може да лета до 4 пати на ден, вели Максим. Сакам повторно да летам, сакам да ги знам резултатите и повторно да летам. Конечно, воздушниот ловец објавува дека летот бил успешен, бидејќи хеликоптерите ги погодиле сите цели. Најважно е конечно да победиме и светот конечно да разбере дека империјална Русија не е пријател, туку непријател. Украинските пилоти ќе продолжат да летаат со хеликоптери Ми-8. Според официјални представници на НАТО, некои пилоти би можеле да започнат со обука за летање со авиони F-16 во наредните месеци. Минатиот месец американскиот председател Џо Бајден рече дека ќе им дозволи на сојузниците од НАТО да му обезбедат F-16 на Киев, но досега никој не објави дека планира да испрати авиони во Украина.